Граѓаните веруваат дека ни предстои ладна и гладна зима. Секојдневните ценовни шокови нив ги втера во социјален ќош и се поизвестно е дека најавите на политичарите за поинаква зима од досегашните ќе се остварат. Па сигурно, деца. Зошто? Зошто ти видиш што се збори, струјата скапа. Времето, ако заладе, како ќе биде? Не верувам. Зошто? Па секој да викам така, сега како да е така, кој е пишал, така ќе биде. Дека ситуацијата е многу лоша, луѓето немаат пари, не може да се снабдат со дрва. Прво треба да земат намирници, да може да излезат на крајот. Тешко ќе биде, ама нема, не знам, нема решение. Ова граѓаните ги мобилизира уште од сега да се подготвуваат за зимската неизвестност. Па ние сме 40 ксур години на струја. И така па останаме. Дали не се плашите дека сметката ќе биде преголема оваа година за струја? Па сега, Боже, штедеме за да биде помала. Па ќе видиме. Па јас сум подготвен за зимата сега. Може утре да почнеш, лично мене. Јас за зимата не се подготвувам кој знае како, бидејќи пензијата ми е на мене многу мала, 15.000. Некои основни работи, еве како денеска ќе земам бура ние да решим. Немам дрва, на струја ќе се греем. Не ли ви е страх дека сметката ќе биде преголема? Ќе биде преголема, ама сега со жената сме, малку ќе намалиме, нема многу да трошиме. Ако до 20 степени, како што зборуват, и ако треба, па ќе се покриеме малку и тоа. Основната причина за сите неволји се високите цени на горивата и струјата, чие стивнување не се гледа ниту идната година. Големи европски производители на струја уште од сега ги имаат продадено по основна цена од 380 евра за мегават час, без во оваа цена да се вкалкулирани и други трошоци. Известно е дека кризата ќе продолжи. Вели Ѓорги Манасков, председател на Комора за енергетика. Ова за експертите е исклучително лесно запаллива социјална состојба и доколку не се превземат соодветни чекори, некои предвидуваат и големи социјални незадоволства. Суровата зима може да доведе до социјални немири во Европа, каде што војната во Украина веќе доведе до страшни економски последици, што доведе до стравување од рецесија. Изјави шефицата на Меѓународниот монетарен фонд Кристалина Георгиева. Во оваа насока, владата подготвува нов социјален пакет од 76 милиони евра, кои треба да го поделат најчувствителните категории граѓани и енергетски најпогодени компании.